Во предлогот на законот се вели дека вкупната вредност на проектот изнесува 90 милиони евра, истиот ќе се имплементира преку единица за имплементација на проектот. Потоа дека бенефитите од проектот ќе ги почувствуваат целокупното население, земајќи во предвид природата на заболувањето, заразените лица, популацијата под ризик, старите лица и така натаму. Потоа дека како корисници ќе се вклучат и други лица кои што имаат потреба од ублагување на социјалното влијание. Тука се поставува повторно прашањето дали со овој ребаланс, односно со ова задолжување ребалансот кој што следи, се признава дека економијата ни е на колена и дека влеговме целосно неспремни во оваа пандемија. Договорот е составен од 3 компоненти. Во првата компонента, односно итен одговор на COVID-19, влегуваат 1/3 од заемот, односно од кредитот. Тука, меѓу другото, ми падна во очи надградба на информатички систем. Тука се поставува прашањето колку пари се потрошени во овие 3 години откако СДСМ е на власт за надградба на информатичките системи во јавното здравство, односно за купување на софтвери и опрема во здравството и колку фирми ги добиваат тендерите. Дали знаете дека во услови кога се распаѓа јавното здравство, особено примарното здравство, за наводна набавка и надградба на софтвери и системи се трошат стотици илјади евра, а при тоа системот не е функционален. Тоа може да си го проверите и веднаш, ако сакате, така да сметам дека дополнително задолжување за надградба на информатички системи е само потенцијал за нов грабеж на народни пари преку наместени тендери. Во компонента 2 стои поддршка на домаќинства, за да се овозможи социјално дистансирање. Тука се вели дека со овие средства ќе се финансира привремен приход во вид на социјални трансфери на лица и домаќинства кои исполнуваат услови и поддршка во вид на храна и основни хигиенски пакети, потоа преку обезбедување на привремена поддршка за социјална помош, парични трансфери и така натаму и така натаму. Повторно, наместо да се спасуваат работни места преку поддршка на малите и средни предпријатија, се оди повторно на мерка која што ќе има краткорочно влијание и која што нема многу да помогне во справување со економските ефекти од корона кризата. Во третата компонента со околу 1 милион евра ќе се поддржат административните и човечки ресурси потребни за спроведување на проектот, како и следење и оценување на неговата имплементација. Дали ова значи дека во време на голема криза, а богами на мобинг и политички реваншизам во администрацијата, со пари од задолжувањето ќе предвидите 1 милион евра за административни и човечки ресурси. Јас тука повторно подразбирам нови партиски вработувања под превезот на борба против пандемијата. Кога зборуваме за задолжувањата, мора да се признае дека оваа влада на СДСМ и дуе махер за задолжувањето, безмилосно ја задолжувате државата и при тоа воопшто немате грижа на совест дека се работи за мерки кои ќе имаат краткотраен импакт врз стандардот на граѓаните. Долгот на државата со новите задолжувања ќе надмине 61%, убедливо највисок долг на државата кој сите ние ќе треба да го враќаме. И додека го осиромашувате народот, вашите функционери купуваат службени возила, се возат во луксузни коли и се луксузираат на сметка на државата. Тука ќе завршам. Ви благодарам. Заврши и времето.